се знаеше за неговиот авторитарен лик, за неговиот американски национализам, за неговите политики, а сепак американците одлучија повторно да му дадат шанса. Не само што може, туку е многу веројатно дека битно ќе се променат односите помеѓу Америка и Европа во целина. Бидејќи ние веќе имаме вишоци со производството на електрична енергија од обновливи извори и мора таа енергија преку денот да ја складираме и да се искористи во ноќните часови каде што имаме недостаток. Првиот блок на рек Битола да се пренамени во газ, бидејќи во моментот и тоа е патот во овој процес на декарбонизација каде што сме обврзани да ја намалиме емисијата на јаглен. Чебрен како шанса и економско-финансиска травма. Дали би оделе како инвеститори сами или би оделе во некое стратешко партнерство, тоа треба да се види моменталната економска состојба на државата и како тоа нас некој би ни помогнал од финансиерите, зборам од банките. Доналд Трамп патува кон Белата куќа во Вашингтон. На почетокот од наредната година по втор пат ќе влезе во овалната сала на претседателот на САД. Во досегашните избори републиканецот пред 8 години ја победи Хилари Клинтон, пред 4 загуби од Џо Бајден. Во битката со Камала Харис тој го освои така наречениот народен глас. Мнозинството од сите американци со 5 милиони повеќе од својот ривал. Доналд Трамп е американски милионер што завршил воена академија и дипломирал економија. Трамп е татко на 5 деца од 3 сопруги. Последната Меланија има потекло од Словенија. Trump will become the 47th US president. Доналд Трамп повторно стана најмокниот човек на светот. Најави дека доаѓа златно време за Америка. Повторното влегување на Трамп во Белата куќа светските лидери го оценија како најголемиот историски камбек. Ова е само најава за разговорот со поранешниот министер за надворешни работи и амбасадор во Соединетите американски држави, Денко Малевски. Професор, благодарам што издвоите време. Дали ова може да се окарактеризира како најголем историско-политички камбек на Доналд Трамп, кој своевремено беше и еднашка веќе претседател на Соединетите американски држави? Не би можел да кажам дали во светски рамки ова е најголемиот историски камбек. Во секој случај, ова е еден од најголемите шокови кои што ги доживеа меѓународното општество на држави, затоа што точно се знаеше кој е Доналд Трамп, се знаеше за неговиот авторитарен лик, за неговиот американски национализам, за неговите политики, а сепак американците одлучија повторно да му дадат шанса. Следам реакциите во светот. Утрово прочитав еден текст во Guardian од местото во Шкотска каде што Трамп поседува голф игралишта, каде што соседите велат Америка полуде. Следев исто дебата кај нас вчера на телевизија, заедно со анкети во кои што се јавуваат граѓани, и бев исто така прилично шокиран дека иако во Америка јавноста се подели горе-долу на Трамп и на Харис, меѓу Трамп и Харис, кај нас во Македонија како да 90% од политичарите, аналитичарите и обичните граѓани се радуваат на фактот дека Трамп се враќа во политиката. Лично, мојот став е дека има една среќна околност. Ова е последен пат што Трамп ќе може да се кандидира и ќе треба да се издржат овие 4 години кои следуваат. Дали со изборот на новиот американски претседател
ќе има и нови, или може да се очекуваат нови геополитички поместувања. Пред изборите, новоизбраниот американски претседател презентираше план за крај на руско-украинскиот конфликт. Големите сили сега се во процес на едно поинакво нивно позиционирање. Американската ера на тој како единствена голема сила завршува и заради тоа ние сме сега во една прилично деликатна ситуација како планета, така да кажам, да не се судрат тие големи сили и да не дојде до нуклеарна катастрофа. Колку успешно ќе се носи Трамп со ова, ќе видиме, но има еден парадокс кој го забележувам, а тоа е дека само еден ваков човек, како што е Трамп, кој што воопшто не му е гајле за демократија, ниту за меѓународно право, може да одигра некаква позитивна улога и да ја замрзне војната, не да го реши конфликтот, никој не може да го реши конфликтот бргу, да ја замрзне војната и да престанат воените действија. Може ли да се очекува дека Трамп ќе се огради од НАТО и Европската унија? Да подсетам дека во првиот негов претседателски мандат им држеше лекции на членките од алијансата дека не може натаму и понатаму да се продолжи со таа политика на американците да даваат толку големи финансиски средства, а при тоа за возврат останатите членки да бидат во покомотна позиција. Деновем дури и прочитав дека во Брисел се размислува како да се постави кон новата политика на американската администрација. Не само што може, туку е многу веројатно дека битно ќе се променат односите помеѓу Америка и Европа во целина. Трамп овој пат ќе биде поподготвен да се соочи со европските водачи, во смисла дека уште повеќе, мислам, ќе инсистира на својата политика, а тоа е Европа, европските држави да се грижат за својата безбедност, а се зборува дури и за можност Америка да се повлече од НАТО, што се разбира би отворило огромни прашања на европскиот континент околу можноста европските држави, толку поделени, толку фрагментирани, да се договорат за така важна работа како што е нов безбедносен поредок, една нова безбедносна структура. Ќе изостане досегашната посветеност и фокусот на Вашингтон во однос на Европа и регионот? Апсолутно. Самата девиза на Трамп, Америка на прво место, е повик на секој за себе. За разлика од демократите, кои што го негуваа мултилатерализмот, соработката со другите држави, во градење на единство на евроатлантскиот свет, Трамп нема такви идеи, нема такви амбиции. Неговата цел е како да направи од Америка побогато општество и како да ги изравни сметките со оние сојузници кои што живеат на сметка на Америка, кога е во прашање нивната безбедност, така што веќе тој спрема тарифи високи, ќе се обиде да се огради од Европа и од европските индустријски сили преку тој нов тарифен систем, потези во економијата кои сигурно ќе се рефлектираат и во политиката, во смисла на оддалечување помеѓу Америка и Европа.
Победата на Трамп би била страшна за Соединетите Американски држави. За Европа во целина, со Трамп веднаш ќе го добиеме овој збор. Неизвестност, потенцира деновиве професорот Едвард Џозеф, кој е одличен познавач на состојбите во регионот. Дали тоа навестува дека Балканот ќе биде на нова ветрометина, оставена на цедило? Сега мораме да размислуваме, гледам кај нас се отвори таа дебата, што тоа ќе значи за Балканот, што тоа ќе значи за Македонија, па потоа се промовира тезата дека новата власт се сретнала со некакви потенцијални идни кандидати за во администрацијата на Трамп, преку кои ќе влијаеме за не знам што и како за доброто на Македонија. Тоа е прилично плитка анализа. Анализата е дека сега европско-американските односи ќе се нарушат. И мене ми е просто запрепастувачки кога слушам некои мои помлади колеги кои што не ја разбираат таа ситуација и положбата во која што ќе се најде Македонија доколку се промени овој американски став, а именно доколку Европа биде принудена да почне да дебатира за својата безбедност и за своја автономија визави овие непредвидливи потези кои што ги спомнува и именуваниот во прашањето, е крајно непредвидливо што ќе се случи, но горе-долу ако сегашното поведение на еден човек го цениме по неговото претходно поведение, тогаш би требало сериозно да се загрижиме. Јас мислам дека уште порадикално ќе настапи Доналд Трамп, сега откога ја запозна подобро таа сфера на високата политика, од која целиот живот бил исклучен како нели бизнисмен со недвижности. Професор Малевски, во 2018 година Трамп при подпишувањето на договорот со македонско-грчкиот договорот од Преспа, рече: тоа е најголемото достигнување во историјата на Балканот по Дејтонскиот договор. На домашната политичка сцена се уште пак преовладуваат одредени резерви, критики во однос на договорот со Преспа. Се полемизира околу договорот за добрососедство со Бугарија. Сите се сеќаваме дека 25 години спорот меѓу Македонија и Грција го третира американците како билатерален спор. Сите нивни амбасадори велеа: тоа е билатерално прашање кое вие треба да го решите. Во моментот кога под притисок на руското влијание на Балканот, Америка мораше да одговори во обид да ги збие своите редови на Балканот, одеднаш се активира американската дипломатија, изврши притисок на двете земји, најде сојузници во двајца храбри млади политичари, Заев и Ципрас, кои ги поведоа своите партии во таа американска насока и така се издействува Преспанскиот договор. Без тој американски интерес во моментот, кој не постоеше предходно, а се појави во моменти кога почна она што веќе наликува на нова студена војна, во секој случај на еден многу сериозен ривалитет меѓу големите сили Русија и Америка, проблемот ќе си останеше, мислам, и до денеска. Вие во едно интервју пред неколку години велите, констатирате: погрешна надворешна политика може да не одведе до губење на државата. Да, мене, кога бев млад асистент, прочитав една книга која многу ме замисли.
во неа пишуваше вака: ако човештвото биде уништено, тоа нема да биде заради епидемија некаква, како во минатото, или за некаква или за глад, да речеме, туку ќе биде од надворешна политика. И тоа ме замисли многу и ме привлече кон оваа дисциплина. Сега, кога дојдовме на работ на конфликт во Украина и можноста да се оствари оној апокалиптично сценарио за уништување на планетата Земја, разбирам дека колку е важна меѓународната политика. Ова што сум го кажал за Македонија држи, се разбира. Затоа што големи сили можат да прават и големи грешки. Кина се отклони, и културна револуција имаше, и правеа што сакаат, може да се отклонат од светот и пак да се вратат кога сакаат. Малите држави одат по острица на жилет. Не смеат да сгрешат, не смеат да ги сгрешат проценките за тоа што се случува во меѓународната политика, оти може да се најдат во ситуација во која што се нашол Макијавели, кога како министер за надворешни работи на малата Фиренца имал основна задача да предвиди кој ќе победи во меѓународната политика, на која сила да му се приклонат, за да не се соочат со пропаст на државата, па пред портите на замокот да им се појави непријател наместо пријател. Од официјална Софија пред 10 дена стигна став дека нема да брзаат со избор на новата бугарска влада, туку дека ќе го сочекаат исходот од изборите во Соединетите Американски држави. Скопје, Софија недоверба на стереотипи и задлабока држава и испреплетени односи околу историските наративи. Ке излеземе ли од овој јазо? Или повторно ќе играме на картата на blame game, префрлање на вината кај другиот? Тоа секако ќе се продолжи, но она што забележав во контекстот на избор на Трампа беше изјава на еден мој помлад колега вчера на телевизија во една говорна емисија дека премногу долго траат проблемите на Балканот, па ги наброја Босна, Косово, македонско-бугарските односи, и дека сега со новата администрација ќе дојде некој од Америка и ќе ги пресече овие јазли, овие чворови. Тоа е другата карта на која ние постојано играме и постојано си ги продолжуваме годините во чекалната. Мислам дека тука повторно лажни се тоа надежи, да не збориме и за тоа ако ти дојде некој од надвор, каде точно ќе пресече, да не пресече многу близко до твојот врат, например. И зошто е полоша политиката на претходната демократска, на администрација на демократите, кој праќаше луѓе тука кои се обидуваа да не убедат во потребата да дојдеме до решение, во потребата да преговараме со соседите, во потребата да се соочиме со некои историски факти, нели? А ние се исмејувавме со него како продавач на половни коли, ха-ха-ха и така натаму. Како да очекуваме некој да дојде и да пресече? Што ако пресече на погрешно место? Смета дека ќе лоша проценката на нашите власти во однос дека може да дуваат нови позитивни ветришта на релација Скопје-Софија со новата американска администрација? Ако се влошат односите со Европска Унија, а се кажува дека така ќе биде, еве вчера прва работа што направиле са бајлето, кога се разбудиле Шолц и Макрон, да грабнат телефонот и да речат: аман дај да се состанеме, да видиме што ќе направи овој од другата страна на Атлантикот, ќе ни стави
такси од по 20% на нашите производи и да видиме што да правиме. А башка муабетот, да речеме, околу безбедноста. Германскиот министер за одбрана, не многу одамна, изјави, ние не можеме да се одбраниме од напад на Русија, да речеме, го немаме тој капацитет. Една Германија која, ако сака, може да стане атомска сила, ја има и технологијата и парите преку ноќ, нели? Според тоа, ние не знаеме точно што ќе се случува на релација Америка-Европа, а камоли некој да се интересира за македонско-бугарските односи. Тука работите се горе-долу чисти, Гораст. Јас како ја читам меѓународната политика, Бугарија, бидејќи е послаба во меѓународните односи од Грција, и мораше да попушти под притисокот на Вашингтон и на Брисел и да го тргне ветото. Ние тоа не реагираме, тука не го разбираме. И со францускиот предлог, да речат, не на оваа држава, доволно и беше чекање на Македонија, таа мора да се движи во процесот на преговори, а разликите што ги има со својот сосед Бугарија треба да се решат низ еден паралелен процес. Тоа би требало да се прогласи за успех кај нас. Не, ние сакаме гаранции. Ама уште еднаш да не биде, ама ако оној разумен компромис. Овој амбасадорот на Холандија рече, што ви е ва? Па почнете ги преговорите, терајте ова разговори со Бугарија, да видите, да се разберете како луѓе околу тоа минато проклето, и на крајот направите со тие пари и во тој процес, направите од Македонија Швајцарија и кажете неќеме да влеземе, бидејќи бугарите не уценуваат со историјата. Не. Тоа све е ставено во служба на политичкото надавање да се заграби власта и да се задржи што е можно повеќе. Заедно со тие трабанти од мојата професија, кои што слабо читаат, слабо знаат, не се просветуваат, туку гледаат само кај се движи политичкиот ветер од каде дува, дали во прилог на нивната политичка опција, партија или не, и тука доаѓаат со своја поддршка. Професор Малевски, на крајот и во првиот мандат на Доналд Трамп пред 4 години и во мандатот на Џо Бајден, Стейт департментот стави на црната листа звучни имиња за каква правна држава зборуваме. Кога ни праќаат порака дека фатете се за работа, суди македонското судство да се ослободи од политичките и бизнис стеги. Таа тема е многу комплицирана, Гораст. Јас упорно тврдам дека се работи за многу посложена работа отколку само декларативно да се каже, да им се каже на судиите од страна на политиката, вие сте слободни да судите според законот. А именно, се работи за еден менталитет ориентален и желбата да си близко до власта секогаш. Што ако ти како политичар им кажеш на судиите, судите самостојно, според законите, а тие ти трчаат во преградка и судат во твоја полза, знаејќи ги ја користа која ја добиваат од власт. Значи, не е лесно да се создадат судии кои што ќе бидат достоинствени, кои што ќе се грижат за својот личен авторитет
и дека тие работи се прекршуваат во умот на луѓето. Не можам да замислам, не можам да разберам, еве, при последната акција на највисокиот суд во земјата, Уставниот суд, брзањето да се укине балансер, да се види проблемот со јазикот и така натаму, еве конкретно за балансерот. Зар не е поумно да се изготвеше предлог нов закон, да се организираше дебата, да се презентираше на јавноста тој закон, да се дадеше тој закон на Венецијанската комисија, бидејќи сите нели се согласни дека нешто не е во ред со тој балансер. Па дури потоа да се укине. Зошто е тоа брзање? Укини и после ќе видиме, предизвика и проблеми внатре. Мислам, кој е објаснувањето? Моето објаснување се додворуваат на власт. Благодарам за разговорот. Молам. Денко Малевски, поранешен министар за надворешни работи, екс-амбасадор во Соединетите Американски држави, кратка пауза за реклами, а потоа ќе се осврнеме на темата поврзана со состојбите во енергетскиот сектор. Следите тренинга во продолжение. Фотоволтаични електрани, појаси за ветерници, достапност за газ на големите потрошувачи. Се почнато, но не е целовито. Во овие предизвици на енергетска зелена транзиција има една непознаница. Како и кога ќе се затворат трите блока на РЕК Битола? РЕК Битола, всушност, прашање кое долго време тлее. Но, кои се предизвиците пред новата администрација во секторот рударство и енергетика? Во ова издание на тренинг гостин ќе биде заменик министерот за енергетика, рударство и минерални суровини, Мирослав Лабудовиќ. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов, господин Чумовски. Оно што можам да забележам дека ретко се појавувате во јавноста со интервјуа. Лабудовиќ, првото моје прашање е најновиот извештај на Европската комисија констатира дека административниот капацитет за развој и инвестиција е недоволен. Дали тоа значи дека не знаеме како системски да ја планираме и да ја користиме зелената енергија? Ние сме мала држава, меѓутоа географски имаме одличен потенцијал за производство на електрична енергија од обновливи извори. Имаме во просек годишно над 280 сончеви денови. Имаме наместа повален ветер за производство на електрична енергија од ветроелektrани, така да кажем. И имаме сериозен хидропотенцијал кој веќе го искористуваме и имаме планови да продолжиме да го искористуваме. Државата сериозно пристапи кон решавање на овие проблеми и побрзо трасирање на патот према зелената енергија со отварање на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Законот е финализиран, всушност овие измени и дополнување на овој закон не се само мали, туку ги имплементираме сите препораки и директиви на ЕУ и всушност ќе представува една реформа во енергетиката што за многу брзо ќе осетиме и во после нова година ќе осетиме на ниво на енергетика. Работната група во моментот работи на основниот текст на законот за обновливи извори кој по прв пат ќе биде донесен во Македонија и се регулираат сериозни работи во тој дел. И после тоа работната група ќе пристапи кон измените и дополнувањето на законот за енергетска ефикасност и овој пакет на закони всушност ни го трасира патот за брзо транспонирање кон чистата енергија. Господин Лабудовиќ, дали МЕПСО е оспособен за едниот прилив и редистрибуција на струјата од обновливи извори и ова што сега станува наплив на фотоволтаици? Во моментот да, секако, меѓутоа МЕПСО има своја инвестициона програма од претходно и сега ја доразвива секако, има нова. Има нов подпишан договор во јули оваа година со поддршка на Европската банка за обнова и развој, мислам дека околу 36 милиони евра за изградба на нова трафостаница 400 киловолтна во Милетково близина на Валандово и
реконструкција или обновување на сите тие далеководи што гравитираат во тој регион, за да може да се и со тоа се зголемува капацитетот за прифаќање на нови капацитети од обновливи извори на енергија. Планот на МЕПСО е долгорочен и ќе се работи на обновување на скоро сите 110 киловолтни далноводи. Исто така се прави напори да се откочи изградбата на далеководот Битола-Охрид до албанска граница, што е исто приоритет на државата, бидејќи во тој случај ќе бидеме со 400 киловолтни далеководи поврзани со сите соседни држави. И исто да се продолжи изградбата на трфостаницата, што е исто со 400 киловолтно напонско ниво во Охрид. И во моментот се разгледува опцијата за почнување, за дизајнирање, за проектирање на нова трафостаница 400 киловолтна во близина на Куманово, бидејќи има голем број на проекти од обновливи извори во тој регион од државата. Кога сме кај фотоволтаици и ветерници, дали како ќе се поставуваат батериите за складирање на вишокот и неискористената произведена струја? Има три опции како ќе се постави, тоа го регулираме сега го регулираме тоа со законите. Едната е самостален објект, каде што ќе складира енергија од мрежата и тоа ќе биде во комуникација со трговците. Втората опција е комбинирана, каде што производителот на електрична енергија од обновливи извори ќе биде обврзан одреден процент од инсталираната снага на енергијата да инвестира во батерии. Тоа биде као комбиниран метод. И третата, и таа енергија цела да ја складира тука, и третата е исто така некоја комбинирана, каде што човекот, инвеститорот се извинувам, на електрична енергија ќе може да ја складира енергијата и од мрежа, од конвенционални извори произведена, и од обновливи извори. Така да планот за балансирање на енергија, тоа го земаме као приоритет, бидејќи ние веќе имаме вишоци со производството на електрична енергија од обновливи извори и мора таа енергија преку денот да ја складираме и да се искористи во ноќните часови каде што имаме недостаток. Брисел забележува дека недостасува систем за евалуација и проценка на енергетските политики и перформанси. Например, сите се еуфорични за гасот, но конекторот од Грција допрва ќе се гради. Како ќе се користи, например, ТЕЦ Неготино? ТЕЦ Неготино, уште кога е изградена, има можност да со мали модификации да се приклучи на газ. Нашата таа транзиција од јаглен према обновливи извори мора да помине преку користење на газ. Да го искористиме гасот за производство на електрична енергија. Сепак и тоа е фосилно гориво, меѓутоа емисијата на штетни гасови е нула. Интерконекторот се прават напори, мислам дека и скоро треба да се отвори тендерската документација, да се достави за да се заврши конекцијата со Грција. И ние мораме да не бидеме зависни како држава од една приклучна точка за газ, така да гасот ќе ни биде приоритет да се врземе и со Србија, да се поврземе и со Србија и со Грција и час поскоро да ги поврземе и другите електрани на газ. Кога може да очекувате или кога може да се очекува завршување на целијата оваа постапка околу интерконекторот? Тоа се постапки. Бидејќи знам дека подолг период се работи. Тоа се работи подолго, меѓутоа јас во моментов немам информација каков е процесот и до каде е завршено со експроприацијата, искрено да бидам. Тоа се процеси кои што и државата треба да се позанимава. Ако ни е приоритет број 1 во енергетскиот сектор, тоа, мислам дека со поагресивен пристап на решавање на проблемите, верувам дека за некој нормален број на години, каде што ќе влезе во процесот на таа транспонирање кон зелена енергија и користење на гасот, ќе ги задоволиме нашите потреби, бидејќи на долг рок планираме, не толку долг рок, планираме првиот блок на рек Битола да се пренамени во газ, бидејќи во моментот и тоа е патот, нели, во овој процес на декарбонизација каде што
сме обврзани да ја намалиме емисијата на На почетокот на мандатот на оваа влада најавен беше ветеричен парк во Источна Македонија, кој не е известно дали фондот Алкарас Енерджи ќе собере 500 милиони евра и по која цена ќе се презема струјата од овој капацитет на ветер. Денове дури негде прочитав дека проектот може да започне многу порано. Се зависи од инвеститорите и ние како ќе одговориме како држава. Да, секако интересна ни е на државата да го имаме тој проект. И не само тој, имаме најавена исто така инвестиција и од страна на премиерот за изградба на ветропарк во близина на Куманово, така да тие се со сериозно голема инсталирана снага кој ќе ни помогнат во тој процес кој што зборуваме цело време за чиста енергија. РЕК Битола е нашиот производител на базна енергија. Ние мораме тие капацитети да бидат во државна собственост. Може би имало било какви преговори во минатото, меѓутоа ние како држава таков капацитет за производство на електрична енергија на базната не гледам простор како би можело да му ги оставиме некој во јавно-приватно партнерство. Зошто? Најголем број од државите за таков тип на базна енергија, производителите се во државна собственост, не се оставаат на партнери. Може би доколку имаме нови инвестиции, како Чебрен, да разговараме дали да влеземе во стратешко партнерство или да ги изгради Чебрен и Караиште или да ги изградиме сами. Меѓутоа, за РЕК Битола, пренамената на РЕК Битола во газ, не гледам причина зошто би одело со јавно-приватно партнерство. Во однос на РЕК Битола има две дилеми. Првата газ наместо лигнит, но гасот ќе може да се користи до 2050 година според одредени проценки, потоа водород. Дали мрежата ќе се адаптира од газ на водород? И колку е тоа реално возможно да се оствари? Апсолутно да, тоа се нови технологии. Водородот зазема има сериозни проекти на водород, особено и во транспортот и во производството на електрична енергија, и тоа што може да се прочита дека тие горевни хидрогенски кели ќе учествуваат сериозно учествуваат со одредени хемиски реакции заедно со кислородот, имаат сериозен потенцијал за производство на електрична енергија и како производ имаат пареа. Зборам како не е штетна парејата, нели? Дали РЕК Битола се уште представува еколошка бомба? Да, секако, ради тоа што се произведува електрична енергија од јаглен. И тоа е низ годините од 1980 година. Тоа е факт, не може да го скриеме тој факт. Меѓутоа, имаме план да ставиме филтри за намалување на емисијата и исто така има одредени технологии кои што можат на база на хидроген, кои што можат да помогнат во намалување на емисијата на CO2. По само 2 години во контекст на РЕК Битола, ако се користи струјата од РЕК Битола, ќе мора да се плаќа еколошка такса по 80 евра од мегават час поради испуштање на CO2 во атмосферата. Имаме ли проценка колку оваа давачка ќе влие врз цената на струјата? Бидејќи и денове можам да прочитам, се уште се калкулира и за можноста повторно за покачување на цената на струјата. Цената на струјата ја дефинира регулаторна комисија за енергетика и ние немаме никакво влијание како министерство во тоа. Имаше изјава на претседателот на регулаторната комисија каде што тој кажа дека не се очекуваат промени на електричната енергија и можеме да бидеме сигурни во тоа што следи. Ние како министерство, особено раководството на ЕСМ е подготвено за тековната зима. Во моментот работат блоковите 2 и 3 на РЕК Битола. Блокот 1 ќе се чува како ладна резерва доколку има потреба да се стартира и истото важи за ТЕЦ Неготино. Така да доколку ние имаме сопствено производство и не зависиме од увозот, така да многу полесно ќе
контролираме цената, основно регулаторна комисија ќе ја контролира цената на електрична енергија. Ветер и сонце има, па нема. Знае времето и да се менува. Кој како ќе го пегла недостатокот од оваа енергија во системот? Секогаш Како ќе тука... одговорите на непредвидливоста? Затоа ви кажав, затоа се тука рек Битола, Тесна, Готино и Осломе. Тоа се рек Битола е константно во производство, Осломе и Тесна и Готино ќе се чуваат како ладни резерви, спремни на готовс да учествуваат од недостатокот во зимскиот период. Ветерниците и не се толку ветерниците не е толку проблем бидејќи си имаат направено пресметки за тоа, таму се инсталирани, имаат континуирано производство на електрична енергија. Нормално во зимскиот период производството на електрична енергија од фотоволтаици опаѓа, меѓутоа за тоа се другите електрани кои ќе покријат тој, така да кажам, недостаток на електрична енергија од фотоволтаици што го имаме како вишок во летниот период. Зошто, господин Лабудовиќ, речиси секоја грејна сезона имаме дефект, дали на првиот, дали на вториот блок на рек Битола? Рек Битола де факто, според плановите, го има отслужено своето. Меѓутоа, јас доаѓам од автомобилската индустрија, колку и да е стара машината, доколку редовно ја одржувате, правите ремонти, таа ќе трае со години. Имам информација дека во март требал да биде направен ремонт на блок 1 и не е направен. Не знам зошто, од кои причини. Бидејќи инвестицијата во одржувањето, во превентивното, тековното одржување, е многу помала доколку ви се случат дефекти. Значи, мора раководствата на компаниите, и верувам дека новото раководство тоа ќе го прави, да ги стави под контрола одржувањата и ремонтите, бидејќи само така можеме да добиеме доверливост на системот и долгорочност. Бидејќи исто како автомобилот, мора да го сервисирате редовно за да биде безбеден, стабилен и да ви однесе од точка А до точка Б. Исто така и со енергетскиот систем. Мора да го одржуваме и да пристапиме кон него како да е наше. Приватна фирма мора да оствариме профит. Државна фирма, да, тоа е ЕСМ, мора да направиме ЕСМ да биде во профит и можам со задоволство да кажам дека пристапот на новото раководство е многу домакинско. Еве веќе и по медиумите има одредена информација дека се има испреговарано попуст на увозот на јаглен и за 4 месеци ЕСМ ќе има заштеда на увезениот јаглен по нова цена за над 4 милиона евра. Чебрен како шанса и економско-финансиска траума, пропадна обидот за инвестирање во овој хидропотенцијал. Главните експертски противници гласни беа пред изборите, сега се затрајани. Се надевавме дека грците ќе го градат, но имали домашни финансиери, се зборуваше за јавно-приватно партнерство. Што е според вас решението? Каде го гледате решението? За Чебрен треба да се направи уште една финална студија, да видиме каде сакаме да одиме. Тоа се стратешки, Чебрен е еден од стратешките проекти на државата, не само од енергетска гледна точка, туку и како резервоар на вода и развој на туризам. Тоа е хидросистем, енергетски систем на реката Црна. Тој проект е започнат од 1950 година и низ годините се има развивано. Добро се сеќаваме од како сум новинар, веќе сум повеќе од 20 години, ние зборуваме за Чебрен и Галиште. Да, точно. Јас сум електроинженер и јас памтам за Чебрен и Галиште од студентски денови, тоа се збори редовно дека тоа треба да се направи. Да, насоките и плановите на државата и наши како Министерство за енергетика се тој проект да се реализира во меѓутоа не со брзање. Да направиме студија, бидејќи од првата студија што е направена одамна до сега има промени, нели, и во текот количината на доток на вода, добра ситуација што со екологистите, мислам, на тој дел нема да имаме никаков проблем, нема археолошки наоѓалишта да некако да ја стопираат изградбата доколку би дошла. Меѓутоа во делот на дали би оделе како инвеститори сами или би оделе во некое стратешко партнерство,
Тоа треба да се види моменталната економска состојба на државата и како тоа нас некој би ни помогнал од финансиерите, зборам од банките. Кој е ставот на владата? Дали да се оди преку јавно-приватно партнерство или да се даде на странски инвеститор, откако пропадна договорот со грците? Можам да цитирам изјавата на премиерот, каде што кажа дека се разговара како опција одреден американски капитал да влезе како стратешки партнер. Меѓутоа, тоа не е затворено прашање, бидејќи, како што ви кажав, во моментот кој ќе одлучиме да ја градиме централата, верувам дека тоа нема да биде некоја далечна иднина, баш ќе биде блиску. Ќе процедиме ние како држава дали можеме да одиме сами да го носиме тој товар или ќе влеземе со стратешко партнерство. Тука би додал уште нешто. Како држава, тоа е мој личен став, дека мора да ги искористиме сите оние повозрастни инженери што работеле на Света Петка, македонски инженери што работеле на Света Петка и на Козјак, што изграделе браните, што го проектирале тој објект, да ги вклучиме во новиот проект на Чебрен и на Галиште, да го пренесат своето знаење на помладите инженери. Пошто само така, со пренесување на знаењето на тоа ноу-хау, ние ќе имаме некој, да речем, одржлив систем каде што тие ново научени и обучени инженери понатака доколку државата за 20-30 години одлучи да инвестира во некој друг таков капитален објект, да го пренесат и они своето знаење на тие многу помлади инженери. Така да Чебрен, како што кажав, ни е најстратешки објект. Има повеќе студии направени за него, баш скоро читав една, каде што се предвидени да се направат 3 акумулации и да се бидат инсталирани пловечки фотоволтаици врз акумулациите, и тоа би се закружило како една добра приказна и сериозно таа произведена енергија ќе учествува во нашата македонска произведена базна енергија, домашна. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на вас многу на поканата. Секој добро. Мирослав Лабудовиќ, заменик министер во ново формираното Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Кратка пауза за реклами и продолжуваме понатаму. Следите трилинг и во продолжение остануваме на темата поврзана со состојбите во енергетскиот сектор. Северна Македонија во енергетска транзиција и се уште зависна од увезена струја. Стратегија подготвена во МАНУ предвидува постепено затворање на рек Битола почнувајќи од 2030 година. Но како да се надомести произведената струја од трите блока на Јаглен? Трилинг во неколку наврати со своите соговорници стимулираше дебата за зелена енергија, сонце, ветер, вода. И покрај експанзијата со фотоволтаици, ветерници, во системот на зелена енергија не достига големиот хидроенергетски систем Чебрен. Пропадна последниот обид преку приватно и јавно партнерство да се гради овој важен хидроенергетски систем. Јас само ќе речам дека како што оваа држава имаше 1,5 милиарди евра да даде за патишта, значи зема кредит, кој што ќе треба да го враќа, а тој кредит изнесува 1,5 милиарди евра, ќе беше подобро да тие 1,5 милиарди евра ги вложи во изградба на Чебрен, кој што чини велат милиарда, но мислам дека може и за помали пари да се направи. Како државата успеа да обезбеди финансиски средства за изградба на коридорите 8 и 10Д со американско-турската корпорација Бехтел и Енка, а нема средства за изградба на Чебрен? Тоа е многу чудно. Ме разбирате, тоа исто како да на некој инвеститор што во патишта му ја дадете делницата Скопје Тетово Гостивар и врз база на тоа што ќе го приходува од Тетово Гостивар да го гради коридор 8 и коридор 10. Овде се дава ХЕЦ Тиквеш и кажав што уште друго се дава на тој што ќе го гради ХЕЦ Чебрен. Енергетски објект е секогаш полесно се добие кредит, тоа што кредит за патишта. Значи, ваму каде што е полесно да се добие кредит, не одиме со кредит, а ваму каде што е потешко да се добие кредит, каде што патиштата не е сигурно дека се рентабилни, одиме со кредит.
Значи оваа држава најдобар доказ дека има пари за Чебрен е што ги гради патиштата. Како што има пари да се градат патиштата, сигурно ервелам има пари да се изгради Чебрен и да биде наш. Па ние да раководиме и со струјата, и со водните ресурси во сливот на реката Црна река. Има уште една контравеза, ова е сериозен тест за јавно-приватно партнерство, но правниците велат дека тоа може да се склучи само за 30 години, а концесијата за Чебрен е двојно подолга. Како ќе се премости ово ограничување? Има колизија во Законот за води, вели може концесија за вода ако се гради хидроелектрична централа на 60 години. Значи се дава концесија на вода на 60 години ако се работи за хидроелектрична централа. Од друга страна, по Законот за јавно природно партнерство и во Законот за концесии, се вели не можете вие фирма да формирате на подолго од 35 години. Два големи стратешки проекти ги најави владата. Едниот е изградбата на автопатиштата коридорот 8 и 10Д. Другиот голем проект е овој Чебрен и уште од самиот старт со низа контроверзии. Видете, Чебрен сега владините представници го фалат, ама вака замислен Чебрен не е наш, не е македонски и не е тоа добро. Чебрен треба да биде наш македонски на крај. Значи, они велат, ќе дојде грчкиот партнер и после 60 години ќе ни го врати во наше владение. Па после 60 години тој Чебрен ќе биде амортизиран. Разбирате, значи 60 години е предолг период. Чебрен се фали, но тој треба да биде наш па да се фали. Разбирате, значи проектот треба да биде македонски проект, па ајде сега да ги видиме бенефитите од тој проект. Не да се фали нечи туѓ проект, да се вели Чебрен ќе обезбеди енергетска независност на Македонија и слично. Како може Чебрен да обезбеди енергетска независност на Македонија ако Чебрен не е македонски? Пропадна и тендерот со Чебрен, со грчкиот потенцијалниот грчки инвеститор кој во последен момент се откажа. Како ќе се реализираат капиталните инвестиции кои очигледно ни се слаба страна последниве неколку години? Точна е таа констатација, не последниве неколку години, многу години на нас тие се слаба. Како да речам, наша болка се, бидејќи се многу значајни, од една страна имаат големо значење за вкупниот економски развој, тоа е развојната компонента, како што спомена во животот, со неја е врзано давање на јавни услуги кои што го подобрува животниот стандард на населението и така натаму, но наспроти тоа ние имаме прво мали капитални инвестиции мерени и како учество во бруто домашниот производ и како учество во вкупните буџетски трошоци. Моите анализи и тие што ги правиме во МАНУ покажуваат дека како учество во бруто домашниот производ во однос на некои други земји сме 2 пати пониско. 6% учествуваат во бруто домашниот производ, во една Унгарија да речеме е 13%. Во Хрватска е 8-9% и така натаму. Значи имаме мало учество на тие јавни инвестиции. Уште поголем проблем е слабата реализација, бидејќи имаме слаб административен капацитет на министерствата и пошироко и на централната и на локалните влади, односно на единиците на локалната самоуправа за таа реализација. Видите, ево го Чебрен по 13 пат кога пропаѓа и така натаму. И сега што е тука проблем? Проблем е финансирањето нивно. Финансирањето и забрзувањето на времето на градење на инвестициите. Тука сме многу слаби и страшно сме неефикасни. Да не зборувам за коруптивни активности што се јавуваат кај тие големи проекти, како што е случајот со патот Кичево-Охрид и така натаму. Значи имаме сериозни проблеми. Моje мислење и мислам дека кој да дојде влада седно, во иднина е дека не можеме ние крупни инвестициски објекти да финансираме само со буџетски средства, па дури и со кредити од Европска инвестицијска банка, Светска банка, во голема мера мораме да се потприме на така нареченото јавно-приватно партнерство. Значи да мобилизираме значајни средства од приватниот сектор. Сега немаме големо искуство со јавно-приватното партнерство, меѓутоа кај јавно-приватното партнерство финансирањето го презема фактички приватниот партнер. Дали ќе биде домашен или ќе биде странски, домашен треба да имаш силни
конзорциуми кои што можат тоа да го прават или странскиот тој го презема финансирањето. Државата учествува, да речеме, како што беше случајот во Чебрен, со водите, со акумулациите и така натаму, иако по моje мислење тоа беше мало учество профилирано од 33%, меѓутоа кај јавно-приватното партнерство што е основно? Добро да се проучат тие договори, Министерството за економија да се оспособи и понатаму, тоа е и препорака на Светската банка, подобро да се ги врши работите во тој домен. Фискалните импликации треба да ги согледува Министерството за финансии и јасно да се разграничат интересите на приватниот партнери и на државата. Дали во услови на фотоволтаична треска може да се субституира неизвестноста од увозот на струја? Да, може со фотоволтаиците може да се намали увозната зависност, особено во летниот период. Меѓутоа исто така сега со новите технологии може да се направи тоа и во зимскиот период и затоа велам дека изградбата на Чебрен е доста важна затоа што таа е всушност резерва за електрична енергија која што резерва може да се користи во подолг временски период за разлика од батериите кои што исто така се добро решение, меѓутоа користењето на електричната енергија и складирањето во батерии има одредена трајност, значи не може да се чува таа сезона или подолго од една сезона или од една недела и така натаму, така да батериите се за некое побрзо балансирање на системот и трошење на таа енергија. Пример, во текот на денот имате поголемо производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали, ја складирате а помала е побарувачката, ја складирате во батерии и на тој начин може да се искористи во текот на вечерта таа енергија, а за разлика, например, Чебрен, може таа енергија преку водата, значи кога има вишок на енергија, се уклучуваат пумпи, ја испомпуваат, ја качуваат водата повторно горе во браната и може да стои тамо, може да стои една сезона, една година и така натаму и кога имаме недостаток да се користи таа енергија за производство на електрична енергија. Неодамна МЕПСО предупреди дека не ќе може да го преземе и дистрибуира овој тип на струја. Зошто? Да, согласно сегашните капацитети, ние како држава сме среќни затоа што имаме доста електроцентрали, хидроелектроцентрали кои што се со акумулации и тоа ни овозможува одредено чување на водата да можеме да ја користиме кога ни е потребна. И сега тој капацитет не можеме до бесконечно да го искористуваме. Според најновата пресметка која што ја направи МЕПСО, може некаде околу 1300 до 1500 мегавати да влезат во системот без дополнителни, ајде да кажам, инвестирања во капацитети. Меѓутоа, ако сакаме повеќе од тоа и ако сакаме дополнително да ја намалиме увозната зависност, мораме да го изградиме Чебрен, мораме да ставиме батерии за да можеме да го контролираме системот. Значи да се обезбедат резерви за контролирање на системот, за балансирање на самиот систем. Македонија е енергетски зависна држава. Колку фирмите, компаниите што ја дистрибуираат струјата, увезуваат јаглен и газ, директно на некој начин ги саботираат напорите за инвестиции во обновливи извори на енергија? Па не би рекол дека фирмиве со увозот на јаглен ги саботираат инвестициите во енергетиката, затоа што видовме во претходната година што се случи, колку многу се инвестираше во енергетски капацитети, особено во фотонапонски електроцентрали. Според поdatоците од регулатора, некаде 100 до 150 нови капацитети на обновливи извори треба да влезат, односно 100 веќе до заклучно со 31.12.2022 година произведуваат. Голем број имаат извадено лиценци и оваа година до крајот на годината се очекува овој капацитет да достигне некаде можеби до 350 мегавати зависно од динамиката како ќе се реализираат проектите. Меѓутоа се прилично инвестира во обновливи извори и голем број од компаниите всушност кои што се индустриските поврзани со индустријата инвестираат во капацитети за производство за задоволување пред се на своите потреби, а вишоците ги продаваат. Гледавте Трилинг, се надевам дека го изминативе 60 минути го задржавме вашето внимание со изборот на нашите соговорници и теми. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.